Почитувана македонска спортска јавност, јас Игор Јакимовски, тренер и менаџер на Дарио Ивановски, ве уверувам во едно. Во сабота на Олимпискиот маратон на оваа летна Олимпијада, Дарио има да даде се од себе на неговиот најважен маратон во животот. За ова гиневме, за ова живеевме, за ова работевме цели 10 години. Дојдовме до тој момент. Гледајте го Дарио во 8 часот во сабота и бидете сигурни во едно. Тој ќе даде се од себе за сите вас, за Македонија, за се она што не краси нас како една држава и еден народ. Ве уверувам во тоа. Остануваат уште помалку од 2 дена до настапот за кој што се подготвувам целиот мој живот. Можам да кажам дека овие 3 недели во Олимпиското село супер ја темпира формата, од кога го намали волуменот на тренинзите, кој ги намали в километрите, мојата форма може да се каже дека нагло се зголеми, се освежи во Олимпиското село. Енергијата е прекрасна со сите спортисти околу мене, нема како телото да не се чувствува и целиот нервен систем супер опоравен и спремен за настапот кој не очекува. Значи, за мене можам да кажам, очекувам да бидам во првата половина и да го изведам најдоброто за Македонија, и можам да кажам сите оние кои што ќе гледаат да веруваат дека Македонија ќе гледа конкурент на Олимписките игри и да уживаат заедно со мене, бидејќи јас целиот мој живот го посветив за да бидам тука, и можам да кажам дека ќе уживам од првиот до последниот километар на трката. Ви благодарам многу. И конечно стигнавме до нашиот олимписки маратон, за кој што 10 сезони тренираме, сонуваме и работиме. Во овој случај, јас како негов тренер, професионално ќе се изразам и ќе го дадам мојот став во врска со резултатот кој што го очекувам од Дарио. Со оглед на тоа што Дарио во Севиља истрча 2 часа 8 минути и 26 секунди, и тоа е во едно подобро време од двата последни олимписки маратона, односно победникот Кипчоге во Токио и во Париз, каде што оствари за некои 40 на секунди послабо време од на Дарио маратонот во Севиља. Не очекувам дека тој ќе го направи најдоброто време, бидејќи на тоа сите им е јасно што значи да трчаш маратон во летни пеколни услови, што значи во зимски, каде што се брка токму таа норма за остварување на пласман на летни олимписки игри. Меѓутоа, познати се олимпијадите, односно маратоните, дека се трча пред се за пласман, за што подобра позиција, и јас во овој момент токму тоа го очекувам, и секако аналогно на тоа добар пласман, добра борба во маратонот ќе го произведе и добриот резултат, кој што во овие услови, кои што во сабота се најавени со високи температури, и она патека која што е презентирана како патека со голема елевација од околу вкупни 400 метри, очекувам дека и резултатот ќе биде исто така во рамките на неговите најдобри можности.